Барањата на земјоделците за решавање на проблемот со ниските откупни цени за арпата и белиот ориз имаат почетно поместување во нивна корист. Таков е впечатокот на членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато, кои заедно со членови на независниот синдикат на индивидуалните земјоделци во средата имале работна средба со министерот за земјоделство Михаил Цветков, а на која присуствувале и представници од откупно-преработувачките претпријатија. Иако на моменти на состанокот имало и повисоки тонови, сепак на крајот се дошло до заеднички заклучок дека цената што ќе се плаќа за килограм откупена арпа не треба да биде под трошоците за производство, односно под границата од 20 денари, па дури и нешто повисоко. На пресконференција од Сдруженијето на оризопроизводители рекоа дека се задоволни што работите се поместиле од мртва точка и се надеваат на позитивен ефект за сите земјоделци, иако оставаат известна резерва за да не бидат повторно излажани. Не сакаме да манипулираме со оризопроизводители да чујат дека тоа е се уште во преговори. Во петок ќе се знае конечно што е до неа, со која цена можеме да настапиме на откупните пунктови. Ја мислам дека по наши видување не би требало да биде испод 25 денари од тоа што го барав. Ние цената ја вадевме на републичкиот просек од 5 до 5,5 тона по хектар, а сега са количините не е до 3 до 3,5 тона. И сега да речеме и ова цена не одговара, али сепак треба да кренеме од некаде. Во текот на овие 2 дена оставен им е временски период на откупувачите и преработувачите да го кажат својот став во врска со откупните цени и веќе в петок или сабота да се знае колку ќе се исплаќа за килограм предадена арпа. Земјоделците се оптимисти и заклучоците од средбата во Скопје ќе се почитуваат, зашто таков печаток добиле од ставовите на министерот Цветков и неговите соработници, па ни не размислуваат за враќање на сегашното ниво на цените за откуп. План за пониска цена нема, значи нашите барања мора да бидат исполнети во целост. Како што кажа председателот, нашите барања се едно и единствено. Цена на оризовата арпа и откуп. Плаќање веднаш. Доколку повторно бидат изиграни или пак договорената и утврдена цена што треба да биде позната деновиве не се почитува, земјоделците не се откажуваат од радикализација и повторно излегување на улица за да протестираат. Во меѓувреме, од Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато ги информираат земјоделците од регионот дека од неодамна е отворена нивна канцеларија во една од така наречените печурки во трговскиот центар наспроти Тутунска банка. Канцеларијата работи во текот на целиот ден и таму производителите на ориз ќе можат да се информираат за досегашните активности или да дадат предлози за решавање на сегашната состојба.